држава во која разводот е скоро невозможен. Неверојатна природа околу 7000 острови од 120 до 180 различни јазици, остров кој има повеќе вулкани од градови, секој ден по најмалку 20 земјотреси. Ова се сите неверојатни факти за Филипините, а меѓу нив и фактот дека оваа католичка земја е единствена во светот покрај Ватикан каде разводот не е легализиран. Всушност, оние кои сакаат развод може да побараат од судот да им го поништи бракот, но процесот е скап, одзема исклучително време и што е најлошо, властите може да се жалат на одлуката. Филипинците кои сакаат да се разведат имаат моќен непријател – католичката црква, која се противи и на контрацепцијата и на абортусот. Во 2018 година беше усвоен нацрт закон за развод кој подоцна заглави и се уште не е донесен. Филипините не се единствена необична земја кога станува збор за разведување. Ирска го легализираше разводот во 97 година, дотогаш тоа беше забрането со уставот. Чиле го легализираше дури во 2004. Во Јапонија од друга страна разводот е брутално едноставен. Формуларот буквално се пополнува, освен ако во приказната не се вклучени деца, бидејќи таа земја наводно не ја признава опцијата за заедничко старателство. Многу интересно што во Американската сојузна држава Делавер бракот може да се прогласи за ништовен ако сте стапиле во него на основа на игра со предизвик. Што се однесува до статистиката, Малдиви имаат најголем број разводи во светот, со 5,5 разводи на 1000 луѓе.